Јас сум Билијана Лазареска, оделенски наставник во Основното училиште Вереоцик Скопје. Денешната наша наставна единица е уште колку. Што се очекува од нас да научиме денес? Да ги препознавате знаците плюс и еднакво во математичките изрази, што се однесуваат на собирањето, и да го разберете собирањето како броење нанапред. Од оно што рековме дека ќе учиме денес, рековме дека ќе собираме. Ова е знакот плюс, кој што ни означува дека нешто додаваме или дека нешто имаме плюс. Ова е знакот еднакво. Часот ќе го започнеме со дополнување на топчиња за да добиеме некој број. Овде имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 топчиња. Доколку додадам уште едно, ќе станат 8 топчиња. Доколку додадам уште едно, ќе имаме 9 топчиња. Што значи бројниот израз 7 плюс 2 ни е еднакво на 9. Јас најпрво имав 7 топчиња, но потоа кога додадов уште 2 топчиња, го добивме бројот 9. Ајде да видиме како би пресметале со стапчиња броен израз 5 плюс 3. Овде имам 5 стапчиња. Доколку додадам уште неколку, ќе добијам некој број. Јас треба да додадам уште 3 стапчиња. Имам 5, додавам уште едно, тоа е 6, додавам уште едно, тоа е 7, додавам уште едно, тоа е 8. На бројот 5, ако му го додадеме бројот 3, ќе добиеме дека е тоа 8. Јас со добројување ги додадов броевите, односно на 5, кога му додадов 3, го добивме бројот 8. Ако во една низа имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 топчиња, и ако јас додадам уште 1, 2, 3 топчиња, тогаш во низата ќе имам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 топчиња. Што значи, ако на бројот 7 му го додадеме бројот 3, тогаш ќе го добиеме бројот 10. Ако имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 топчиња, и ако додадам уште 2 топчиња, тогаш ќе го добијам бројот 10. Односно, 8 плюс 2 ни е еднакво на 10. Ајде сега да решиме една задача на Мартина и роден ден. Таа ги чекаше незините другарчиња, но имаше проблем. Како да ја постави масата? Мајка ѝ веќе припремила се, крофни, сендвичи, сокчиња. Но таа не знае дали во ченеите има доволно и уште колку и требаат на масата за да има за сите гости. Бидејќи мајка ѝ не е дома, ајде ние да ја помогнеме на Мартина. Имала една чинија со 1, 2, 3, 4, 5 крофни. Таа треба да додаде уште неколку крофни за да има 10. Ајде да видиме уште колку крофни треба да додаде Мартина за да има 10. Мартина треба да додаде уште 1, 2, 3, 4 крофни додаде Мартина. Ајде да видиме дали има точно крофни Мартина. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 крофни има Мартина. Таа нема доволно, треба да додадеме уште една крофна за да има 10. Бидејќи 5 крофни колку што имаше во чинијата и таа ја додаде уште 5 крофни, ни е еднакво на 10. Ајде да видиме во чинијата со сендвичи.
Мартина има 4 сендвичи, но и треба да има 10 во чинијата. Таа почнала да додава 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Таа ја додаде точно онолку сендвичи колку што требаше. Ајде да изброиме колку сендвичи додаде за да го добие бројот 10. Додаде 1, 2, 3, 4, 5, 6 сендвичи додаде Мартина. Што значи 4 плюс 6 еднакво на 10. На крајот ги постави сокчињата, кои што беа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Уште колку сокчиња и недостасуваат на Мартина? Уште 1, 2, 3, токму така. Уште 3 сокчиња и недостасуваа на Мартина, за да има вкупно 10, за да има за сите дечиња на масата. За домашна задача имате во математиката дел 2 на страна 38 да го решите домашното.